Рускиот председател Владимир Путин повика на создавање меѓународна коалиција против екстремизмот. При тоа тој наведе дека за таа иницијатива веќе разговарал со американскиот председател Барак Обама. Ние навистина сакаме да креираме еден вид меѓународна коалиција која ќе се бори против тероризмот и екстремизмот. За да се оствари тоа, ние веќе одржавме консултации со нашите американски партнери. А јас лично за тоа зборував со председателот Барак Обама. Ова го изјави Владимир Путин на маргините на Источниот економски форум во Владивосток, додавајќи дека тој исто така за ова иницијатива разговарал и со лидерите на Турција, Саудиска Арабија, Јордан и други. Во исто време, рускиот амбасадор во Обединетите нации Виталий Чуркин најави дека Советот за безбедност во текот на овој месец, односно за време на руското председателство на Советот, ќе одржи 6 останоци посветени на меѓународниот мир и безбедност, со посебен акцент врз решавањето на конфликтите на Блискиот Исток и во Северна Африка. Зборувајќи за коалицијата предводена од Соединетите држави, која врши воздушни напади врз позиции на милитантите на Исламската држава во Сирија, амбасадорот Чуркин оцени дека станува збор за мисија која не е одобрена од Советот за безбедност и нема дозвола од сириската влада. Нема да и се придружиме на коалицијата која действува без одлука на Советот за безбедност. Таа не може ни да ги утврди нејзините приоритети. Според нас, сега приоритет се милитантите на Исламската држава, рече Чуркин. Во меѓувреме, Белата куќа соопшти дека ќе следи извештаите од Русија спроведувала воени операции во Сирија. Запознати сме со извештаите дека Русија распоредувала воен персонал и летала во Сирија, изјави портпаролот на Белата куќа Џош Ернст, наведувајќи дека секоја воена подршка на режимот на председателот Башар ал Асад би можело да биде дестабилизирачка и контрапродуктивна. Во социјалните медиуми деновиве се појавија снимки на кои се гледаат руски авиони и дронови во близина на сириската провинција Идлиб. Има и извештај дека Русија веќе извршила напади врз милитантите на Исламската држава, кои претходно ги нападнале силите лојални на председателот Асад. И Белата куќа и Пентагон одбиваат да кажат дали имаат разузнавачки податоци кои сугерираат дека ваквите извештаи биле точни. На русите е да објаснат што точно прават во Сирија, изјави портпаролот на Пентагон Питер Кук. Соединетите држави и сојузниците се за отстранување од власт на председателот Башар ал Асад и отфрлаат секаков обид за негова поддршка. Од друга страна пак, Белата куќа соопшти дека ќе поздрави секаква руска вклученост во меѓународната коалиција која се бори против милитантите на Исламската држава во Ирак и Сирија.